Кадровската промена на раководната позиција во комуналното предпријатие Водовод е една од актуелните теми во јавноста во Кочани, иако според официјални информации се уште не е реализирана. Досегашниот директор на предпријатието Иван Иванов по нешто повеќе од половина година по назначувањето на функцијата бара ново работно место. За проверка на ваквата вест, телевизија Канал 8 се обиде да стапи во контакт со него, но најверојатно поради објективни причини тој остана недостапен. Од локалната самоуправа на Кочани пак само кратко одговорија дека имало устна најава, но досега кај нив не е доставена писмена оставка од првиот човек на Водовод. Градоначалникот Љупчо Папазов истакна дека не сака да ја коментира ситуацијата, но изненаден е од таквиот потек, особено што по истекувањето на рокот во кој Иванов беше вршител на должноста, функцијата му беше трансферирана во директорска. Веднаш по преземањето на ВД директорската позиција, Иванов беше дочекан на нож во јавноста, пред се поради комуналните и други проблеми што со години се напластувани во предпријатието, а што реално не можат да се решат преку ноќ. Чадењето на градската депонија беше едно од искушенијата со кое се соочи уште при седнувањето во директорската фотелја, поради што имаше незадоволство и протести од граѓаните. Ниту во советот на општината не одеа мазно работите, особено по барањето за покачување на цената на геотермалната вода, информациите за работењето во изминатиот период, потребата од нови вработувања и слично. Покрај тоа, драстичното поскапување на електричната енергија, која е една од главните ставки во расходната страна на буџетот на Водовод, дополнително создаде тешкоти за неговото нормално функционирање. Сето ова, веројатно, е доволна причина да се размислува за напуштање на раководната позиција на која има повеќе главоболки отколку бенефиции. Министерството за земеделство објави јавен повик за изградба на пристапни патишта до земеделското земјиште, а на кој можат да аплицираат општините. Повикот е финансиран со средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за оваа година. При тоа обезбедена е поддршка во висина од 100% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци на инвестицијата, а парите ќе се исплаќаат по целосното завршување на инвестицијата од страна на корисниците. Максималната вредност на прифатливи трошоци по еден корисник, односно за една општина, изнесува 1 милион денари. Изградбата на пристапните патишта до земјоделските површини е од голема важност за земјоделците, за тие навремено и без проблеми да можат да ги извршуваат земјоделските активности. Од општина Кочани информираат дека веќе се подготвува техничка документација за реконструкција и изградба на неколку полски патишта, за кои земјоделците покажале најголем интерес. Во претходните 2 години, локалната самоуправа на Кочани обезбеди 12 милиони денари од сопствениот буџет, со кои беа подобрени и изградени 12 километри земјоделски патишта. Земјоделците тогаш иницираа и изградба на мост на Кочанска река во местноста Пазарски пат. Според нив тоа ќе придонесе за користење на алтернативните патишта и ќе овозможи растоварување на главните сообраќајници од земјоделската механизација. Од Министерството за земјоделство ги повикуваат општините да подготват проекти и да аплицираат на јавниот повик за изградба на пристапни патишта до земјоделските површини. Исто така да ги следат и останатите мерки преку кои се обезбедува финансиска поддршка за развој на руралните средини. Крајниот рок за доставување на барањата е до 9 јули. Во последните 24 часа регистрирани се 60 нови случаи на COVID-19, при тоа направени се 842 теста, оздравени се 63 пациенти, а не е пријавено ниту едно починато лице. Од Министерството за здравство информираат дека согласно регистарот на починати со дијагноза од COVID-19 од мој термин, регистрирани се 2 починати лица во периодот од 5 мај до 8 јуни. Од ново регистрираните 60 случаи, 52 се од Скопје, а по еден во Битола, Прилеп, Тетово, Кавадраци, Гостивар, Штип, Гевгелија и Ресен. Од вкупниот број евидентирани позитивни лица, регистрирани се 16 кои се реинфицирале. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во државата од почетокот на епидемијата досега изнесува над 312.800 лица. При тоа бројот на оздравени е 303.000, а на починати 9.320. Бројот на активни случаи во моментот изнесува 359 лица.
Решетките за атмосферска канализација на неколку улици во Кочани се оштетени, со што безбедноста во сообраќајот е загрозена. Возачите се принудени да ги заобиколуваат оштетувањата доколку навреме ги забележат. Во спротивно принудени се да поминат преку нив, ризикувајќи штета на возилото. Негативни реакции имаше повеќе пати досега, со барање на надлежните да преземат мерки за поредовно одржување на решетките, особено на фреквентните улици, каде секојдневно минуваат стотици возила. Забелешка за проблемот беше упатена и на едно од последните седници на Советот, при што беше побарано од надлежните да интервенираат за подобрување на состојбата. Од локалната самоуправа потврдија дека надлежностите за одржување и замена на решетките му се преотстапени на комуналното предпријатие Водовод, а по реакциите на граѓаните ќе се преземат активности за поправка на оштетувањата. Во тек е постапка за јавна набавка со ново решение во кое бараме поквалитетно и трајно решение на ваквиот проблем, а приоритет е секако решетките кои се наоѓаат на улица Страшој Бабче, заради тоа што имаме чести интервенции, се прават трошоци за вградување на нови материјали, се нарушува сообраќајниот режим и затоа кога ќе биде готов, односно завршена постапката и кога ќе добиеме договор со новиот економски оператор кој ќе понуди решение за поставување на вакви нови решетки, ќе улицата Страшој Бабче, особено на потегот со вкрстосувањето со улицата Кирил Методи и Роза Петрова, ќе имаат приоритет. Поплаки од граѓаните за неодржување и проблеми со движењето на возилата има скоро за сите локации на кои со проектот за изградба на атмосферска канализација беа поставени решетки од специјална пластична маса. На таков потек пред неколку години се решија од локалната самоуправа на Кочани, поради тоа што металните решетки и капаците на шахтите се крадеа и се препродаваа како отпадно железо. Ново признание за клубот за реално аикидо Нико и за неговиот прв човек Николчо Гоцев дојде од Македонската Реал Аикидо Федерација. Полагањето за ученички појаси што се одржа во Кочани беше оценето како најквалитетно, со што Гоцев се стекна со мајсторски, односно црн појас трети дан. На свеченоста по повод овој настан присуствуваше и председателот на Реал Аикидо Федерацијата Ѓуро Илик, кој го предаде признанието и упати честитки за досегашната работа на кочанскиот клуб. Клубот Нико во Кочани работи околу 9 години, период во кој повеќемина приврзаници на благородните вештини ги откриваат тајните на реалното аикидо, благодарение на посветеноста и упорната работа на тренерот Гоцев. Успешното работење на клубот резултираше со проширување на подрачјето на работа, па освен во Кочани секции беа отворени и во Зрновци, Облешево и Оризари. Освен обука по реален аикидо, клубот на заинтересираните им овозможува и кардиофитнес вежби.